Прогноза за утрешното време. Сончево и топло. Драги слушатели, ви пожелуваме добра ноć. This is the camera record of earthquake disaster 220 miles out of Belgrade in Skopje, ancient capital of the Yugoslav province of Macedonia. U zoru 26. srpnja 1963. Skoplje je zaljuljao razorni potres od 6,9 po Richteru u trajanju od 20 sekundi. U sljedećih pola sata uslijedilo je još nekoliko podrhtavanja, što je srušilo gotovo 80% glavnog grada Makedonije. Poginulo je 1000 ljudi, a bez krova nad glavom ostalo gotovo 200.000. Skopje, a city as old as Western civilization, will be rebuilt on a safer site to be determined later. Токму вака, бројни регионални и светски медиуми известуваа за најголемата природна катастрофа која му се случи на Скопје и која остави траен белег во колективната меморија на нашиот народ. Известување и прилози кои од друга страна потикнаа светска хуманитарна помош и поддршка за Скопје. Во својата историја Скопје многу пати бил разрушуван и одново граден. Според историските податоци, првиот земјотрес на Скопје му се случил во 580 година, во кој Скопје тогашно било потполно разурнато. 1555 година се случува вториот голем земјотрес. Денеска одбележуваме точно 59 години од кобните 20 секунди кои комплетно го изменија животот во Скопје на скопјани. Ова е темата која што во наредниве минути во Македонија наутро ја отвараме со нашиот денешен гостин, професор доктор Михаил Гаревски, директор на Институтот за сеизмички отпорни градби и климатски промени. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро. Професоре, ако добро израчунав, 12 години сте имале кога се случил Скопскиот земјотрес. Ете така. Ова е емотивен ден, особено за вас генерациите кои што го преживеавте тој ден. Па ќе ве навратам еве со првото прашање тој ден, 26 јули 63 година. Како едно дете на 12 години го преживува земјотресот и како живее со тој спомен години подоцна? Јас прво ќе почнам да кажам каде живеев за време на земјотресот, кога имав 11 години, бе точно кај кафаната Идадија или Карши учителска школа, каде што сега се наоѓа дворот на општина Центар. Зградата беше од Тула, значи предземјотресот, како што многу пати истакнато, практично не се градеа рамевски системи. Зидовите беа 38 сантима дебели, надворешните имае обично еден носечки внатре. И во моментот за нас од децата од зградата беше интересно, бидејќи зградата беше приземње и 2 спрата, надградува уште еден спрат, но само беше оформена карабината, кога се случи пред земјотресот се градеше. И сега да почнам како чувствував и како се однесував. Значи, токму од нас пред неколку денови отпочна уште наша анкетата со 35 прашалници за скопскиот земјотрес и едно од прашањата, бидејќи јас го пополнив самиот тој прашалник, беше дали мислевте дека е земјотрес? Значи, ме разбуди страшна вучава. Нормално татко ми дојде во мојата соба и не се сеќам дали за раце ме земе, вајда бев голем заедно. За рака истрчавме и мојата првата мисла беше дека бетонската плоча од згора пукнала, бидејќи многу силна беше бучавата. Но понатак, иако како дете ја уште не бев свесен, што е многу интересно, исто така имаше едно од прашањата за Скопскиот земјотрес што го постави Институтот за сеизмички отпорни
градби беше и тоа, да кажеме, дали успеавте да истрчате надвор за време да земјотресот. Првата мисла на татко ми беше и мајка ми да истрчаме надвор и без некоја контрола. Пробавме да инстинктивно пробавме да излеземе надвор. Исто тоа се забележи од анкетата, која што е повторно велам од 500 луѓе, дека голем проблем се јавуваше во отварање на вратите. И јас тоа добро го сеќавам, татко ми едва успеа да ја отвори вратата, што зборува дека објектот бил веќе деформиран и на некој начин оштетен. И можам да кажам, благодарение на тоа што објектот не падна, успеавме да излеземе тука кај кругчето околу Идадија, што е правилно да се лоцираме според денешните инструкции далеку од објектите. И велам сите комши тука и малата се знаева скоро сите, нормално топло беше, беа луѓето надвор излезени или по пижани, или беа покриени со чаршаф и нешто така. И мојот татко, тие се од поконвенционалните луѓе, беше по пижами. И одлучил, ја уште не бев свесен, одлучил да се врати, му било незгодно, иако малце сварно може и нерационално на така силен земјотрес беше страшен. Он фрлаше буквално. Имаме ние некоја прашања, земјотресот може буквално да ве фрли или предмети да летеат како резултат на акцелерацијата што се јавува заради земјотресот. Едно е да имате ова акцелерација, да речеме 0,5 G на земјата, во зградата може до 2 да стигне акцелерацијата, така да татко ми одлучи да се врати, да ги облече пижамите и тогаш го стрефи оној втор земјотрес, кај што многу малку се зборува дека тоа е практично афтершок. Ние пред тоа многу не знаевме за афтершоковите. Тоа беше афтершок кој што беше скоро идентичен на главниот удар. И кога татко ми се врати, за среќа повторно објектот не падна, но карши нашата зграда, од вториот удар, јас доодбро тоа го памтам, дел од последниот спрат се ордовни и падна. И татко ми се сеќам, дојде и рече да кога отидов тоа, кога ме срети земјотресот, повторно реков нема да излезам овде жив, но велам среќа тоа што објектот не падна. После тоа, уште некои интересни моменти, можем и многу повеќе да зборувам, после тоа, ние нормално седевме во кругчето и имаше многу афтершокови, предпоставам дека биле во рок од 2 дена, може би 300 афтершокови. И сакам да дојде дедо ми горе од таму у Ново Мало, они живеа, дедо ми имаше веќе не знам колку години, вика овде, а ние мислевме како овде сега се случиле страшни оштетувања, јас како дете мислев дека натака нема, што е ова сега овде кај нас испопукано. За среќа у околината не падна згради, дедо ми доаѓа, вика од ова Ново Мало, таму тоа е кај Гранд Хотелот, пешки дојде, вика, пола е, цела Југобанка е срушена, вели, пола е срушен официрски дом, Пасаж Роести, тој ми е како кроз сон некој затворен како трговски центар, мал тој беше целиот срушен. Тука е ке ова дрвено мовче, карши театарот. Сударот на реалноста. Да. И дојде дедо ми да каже колку е натака страшно. Онма после тоа, не верувам дека беше не поише од пола сат или 40 минути, бидејќи татко ми беше професор на градежен факултет и беше од проектанта од Централата Маврова, дојде некоја екипа, која како организирана, го земала да иде директно на матка. Тоа го памтам, некој имав 11 години, го зема на матка, да се провери каква е состојбата на браната, бидејќи тоа е многу интересно, затоа што може страшно многу опасно да биде.
но да кажам генерално, да знаат и граѓаните, најчесто тие објекти се сигурни, иако Матха е градена уште 36-та година. Се можам уште многу да зборам. Ама имаме ние уште многу прашања во за тоа ќе оставам. Професоре, неконтролираната сила на скопскиот земјотрес, барем според претпоставките на југословенските и странските сеизмолози, потекнала токму од близината на епицентарот и хипоцентарот, односно од длабочината на земјотресот. Пазите, значи, јас и многу пати сум рекол, иако не може да биде тоа правило, нека е и силен земјотрес како скопскиот, ако е оддалечен, па би рекол веќе и 5-60 километра, ризикот за рушење на објектите е многу мал. Затоа ја кажав и за Битола, иако таму беше негде околу 40 километра оддалечен од епицентарот. Зашто сепак имаше толку штети? Он е силен земјотрес. Такви земјотреси годишно има околу 120 во светот. Не може да се каже дека не е силен. Но зашто дојде до големи оштетувања и рушења? Прво, многу беше близок земјотресот од епицентарот, од Скопје оддалечен, неколку 5-6 километри да речем. Второ, плиткоста на земјотресот, но тие се карактеристично по 10 на километри. И трето, нормално, оно што многу пати е кажано, сепак градбите ниту еден објект во Скопје, а не само во Скопје, ни во Југославија не беа димензионирани на сеизмички сили. И тука е причината зашто дојде до толку многу големи рушења, зашто дојде до толку многу големи рушења, но сега за среќа, тоа не е среќа. Имаше голем број на луѓе беа на одмор и ние само што не бевме отидени на одмор, така да немаше луѓе. И второ, голема среќа беше што некои школи се сручија и не беше тоа за време на, да речеме, на кога се иде у школи, може да се случи по 200-300 деца да погинат на лице место, што се значи дека најмалку 2-3 до 5.000 жртви имаше, може би у Скопје. На почетокот на разговорот го споминавте во неколку наврати анкетниот прашалник, односно истражувањето кое што го правеше институтот, и би сакала да се навратиме малку на него, имајќи предвид дека пулни раце работа имавте изминатиот период, кога станува збор за истражувањата. Од една страна едниот беше поврзан со скопскиот земјотрес, сеќавањето на него, од друга страна колку ние граѓаните можевме да одговориме, знаеме да се однесуваме за време на земјотреси. Ајде прво да проговориме малку за првиот. Споминавте дека голем број граѓани го одговорија. Колку сте задоволни вие од исходот на прашалникот и евоцираше ли спомени или вратили некои спомени непријатни, ајде да кажам? Како не, значи Читањето на сведоштвата на оние кои што го доживеале, одговориле. Да. Многу интересни работи, значи прашалникот најчесто го одговора дури луѓе од најмалиот беше од 3 години, па негде не знам кој беше најстариот сега, има 78 години кој што го одговори прашалникот. Интересно дека повеќе жени одговара на прашалниците. И ова што може да се каже многу интересно. Прво, да не кажам повеќе од 60% и денеска верува дека последица на скопскиот земјотрес е поплава. Ведејќи ја го знаев тоа прашање, затоа и намерно го поставив тоа прашање. А вашето експертско мислење, односно одговор на... Апсолутно не е причина и ќе ви кажам пример, само не ја ставив таа слика, некојаш може и да ви ја дам. Професор Амброзис, кој што беше после земјотрес, има направено и остави на институтот еден вид албум, каде што има слика од 916 година за голема поплава. Еве уште еден доказ, ако нема некој научен, Скопје најверојатно имало многу почесто поплави, бидејќи Вардар не бе регулиран отколку што ние мислиме, а нема толку често земјотреси. Што беше друго интересно, значи, уште не можам да си објаснам дали е некоја грешна интерпретација. Во Скопје се одржа 64 година
еден голем симпозиум, покасно е проглашен за прва европска конференција и беа буквално најголемите стручњаци од целиот свет на тој симпозиум и многу квалитетен го имам оригиналот од 64-та година. Таму дискутираат и професор Брозич, кој што беше тука 3 години, па покасно му градот му се одолжи, после земјотресот беше 3 години, градот му се одолжи со давање на 13 ноемврска награда, иначе тој е светски стручњак од Грција по потеклом, да беше професор во Империјал коледж. Он вели дека Скопскиот земјотрес бил шок тип на земјотрес, кој што траел само 5 секунди. Ја просто не можев да верувам. Иако нема записи, да се разбереме од локални записи, од силни земјотреси, нема за Скопскиот земјотрес. Но и од самото интервју на граѓаните, никој не рече дека ни 10 секунди. Најчесто беа одговорите измеѓу 10 до 15 или повеќе. Ја мислам негде земјотресот беше 20 до 25 секунди. Второ, значи, имаше големи оштетување и од автершоковите, дори некои згради се срушија после автершоковите. Скоро сите панично избегале. Многу што би било друго интересно, можам да кажам, и во двете кампањи, ние поставивме прашање кога мислите градбите дека се најдобри, дали до 61-а, па дали од 61-та дали од 64-та, односно дали до 64-та, па дали од 64-та до 80-та, 80-та, 90-та и завршив негде прашање од 2014-та до 2020-та. Кој одговорат? Многу зачудувачки, значи никој најмал процент веруваат на градбите кои што е после 2015-та или после 2000-та. Највеќе веруваат на зградите после од 64-та до 80-та. Јас одговорив 80-90-та, добро. Да, ама пазите, малце ја имам своје спротивно мислење. Сите тие објекти се навистина правени по прописи и лесно ќе го задоволат Скопскиот земјотрес, но моето мислење е сепак па би рекол дури и од можеби од 1990 до 2000-та, кога стана масовна градбата и уште самите компании не беа доволно да кажам обучени, можда тогаш е послабо. Но веќе сега, од 2014-та, секој објект во Македонија се контролира од страна на научен институт и навистина може би тоа е една од најригорозните контроли во Европа. Уште нешто можда би сакал да кажам што е интересно, подносно на другата анкета, или ако имате повеќе прашања, би ве остил да не зборам многу и тоа не е добро. Поведете. Апсолутно. Она што исто така треба да го напоменеме, дека помошта за возобновување на Скопје стигнала дури 87 земји во светот. Доказ дека во хуманоста не се гледаат страни и дека во Скопје за прв пат во времето на студената војна се сретнале американски и советски воени сили кои заеднички им помагале на скопјани и благодарение на нивната несивична хуманост градот убав повторно никна. Сега некои објекти како старата железничка станица, денес музеј на град Скопје, остануваат да сведочат за една од најголемите природни катастрофи некогаш доживеана на овие простори, но ги има, би рекол, се помалку видливи всушност овие спомени, иако колективната меморија не дозволува да се заборават. Од ваш стручен аспект, ви се допаѓа ли она што во моментов го гледате од урбанистички аспект во градот Скопје? Но воопшто не ми се допаѓа. Ја го слушав и јас го сакам Скопје и за мене се уште е Скопје убаво. Се уште е Скопје убаво. Значи, граѓаните помалку треба да се плашат дека живеат во несигурни згради, отколку што треба да бидат револтирани за урбанистичкиот хаос, каде што навистина некои куќи се оддалечени, да не кажам, помеѓу себе од 1 метар. Значи, тоа е навистина катастрофа која што и можеби, не знам, мините планери, градските татковци или не знам што,
Генерално, јас да би бил, не знам дали некој градски урбаниста, иако тоа не ми е и ба специјалност, но во интеракција дури и за спасување на така мали растојанија не можете, че дојде до рушење еден објект од другиот. Значи, јас буквално, може би не би го забрадил зголемувањето на населението на Скопје, но приградски би работел, би градел згради. Воопшто не би дозволил ниту еден објект да се гради во централното подрачје. Интересно уште нешто кажам поднос на граѓаните. Меморијата не е избришена неверојатно во овие искази, заборев да го кажам преска. Секој момент го памтат и се сеќам, еден имаше напишано, вика, вечерта пред да заспиеме, читав, вика, пропаста на Атлантида. Дори памти што читал и сето тоа. Многу искази и ние за тоа идевме дека ќе добиеме податоци, бидејќи таа меморија навистина не се брише. И кога почнавме со разговорот и кога евоциравме спомени како вие го доживеавте денот, кажавте утрото сите панично избега, што може би не беше најпаметно да се направи, па од тука веројатно некако се потикнавте да го направите и вториот прашалник, однесување за време на земјотрес. Тоа е сега најважно. Тоа е сега најважно. Што велеа тие одговори? Колку граѓани ги одговорија и задоволни ли сте од тоа како ние знаеме да се справиме со моментот? Од анкета се гледа дека повеќе од 50% не знаат да се справат и не се доволно информирани. Дори јас имам многу резултати, сега не би можел, но ќе... Но да сумираме во 2 минути, да. Но многу добро е прашањето. Прво, и јас се мислев да не заборавам. Јас поставив прашање дали имате некаква апликација за земјотрес на вашиот паметен телефон. Имаат, но не повеќе од 30%, што е многу малку, и еве сега ова прекрасна прилика да им кажеме на граѓаните дека многу лесно и е многу корисна апликацијата Lastquake, која што лесно се семиња и практично во рок од 1 до 2 минути може да видат каде се случил земјотрес, дури и интензитетот на земјотресот се излага за 1 до 2 минути. Тоа е многу интересна, така наречена и нашата метода, ние што ја развиваме, дали се сеќавате, таа се базира на исказите од граѓаните и се наречува така наречена граѓанска сеизмологија, каде што има интеракција помеѓу науката и граѓаните, и они индиректно помагаат да се исцрта мапата на интензитетот во многу кратко време, по однос на тоа што како они тоа го почувствуваат. Има и една друга алатка која што е многу интересантна, а тоа е, се вели, се вика Earthquake Network, тоа е европска исто алатка, има и американски алатки. Може би многу голем број од граѓаните не знаат дека во овие паметни телефони има акселерометри, и тоа во 3 компоненти, X, Y и Z. И ако ја користите таа алатка, тие акселерометри кои ќе се случи земјотрес, тие запишуваат во вашите телефони, се пренесуваат директно до центарот кој што ги собира и може да алармира дека ќе се случи земјотрес во зависност од растојанието од минимум 3 до 4 секунди ако е птен близо епицентарот, али ако у Валандово веќе е 1 минута порано, ќе можете да добиете на вашиот мобилен телефон, да кажам, алармант дека ќе почувствувате земјотрес, што е добро да се склоните под, да кажам, маса и повторно да кажам, многу од нив не се обучени дека навистина треба ние да се засолниме под маса или биро. Зашто? Ова е многу важно да го знаат граѓаните и сите ние, ако не го знаеле. Значи, логично е да рече, што ќе се засолнувам под маса, ова нема да ме спаси ако се сруши зградата и масата. Значи, масата е на мене, се предпоставува.
а и веќе во Скопје најголемиот број на згради се дека нема да се сруши зградата. Дека нема, значи само кога зградата нема се сруши, она ќе ве засолни од преградните зидови кои што могнат да паднат или предмети. Во анкетата од Скопскиот земјотрес најголемите, не најголемите, али многу голем број на луѓе се повредиле како резултат на паѓање на покуќина и бегање. При паниката бегање. Вашите податоци во на истражување кое што го објавивте покажуваат дека во последниве 30 години повеќе од 1 милион луѓе загинале во земјотреси. Бројка која што дефинитивно сериозно треба да не натера да посветиме внимание токму на едукација на населението за правилно постапување и однесување во случај на земјотрес. Од што се зависи всушност намалувањето на бројот на жртвите во вакви случаи, односно непогоди како што се земјотресите? Така. Значи прво во оваа последна анкета што е за како со информирани граѓаните, 95% од граѓаните сакаат додатна обука по однос на земјотрес, дури се во интерес за памфлет да се направи и значи намалувањето на ризикот од земјотресите, односно на жртвите, па и материјалните штети, пред се зависи од две компоненти. Едно е од квалитетот на градбата, а второ е од обучеността на граѓаните како да постапуваат после земјотресот. А тие се па во корелација за граѓаните да бидат потрезвени кога ќе се случи земјотрес. Друго е кога ќе знам дека живам во зграда која нема да падне, моето размислување ќе биде поконтролиране. А ако мојот објект не сум сигурен во тој што живам, тогаш навистина поголема е појавата на паник. И чисто сосема за крај на разговорот, чисто кога зборуваме за Скопскиот земјотрес, една од главните реченици ни е да не се повтори, но реалноста говори за тоа дека на известно време, после известен број на години, се очекува сличен потрес со тој интензитет, што нам многу не плаши и веројатно на било кој мал потрес, прво ни евоцира спомени од 63-та. Може ли и за колку време, иако не се предвидуваат земјотресите, не благодарна да ве прашувам, но кој е временскиот период, да речеме, кој што треба да помине за да се случи потрес со сличен интензитет? Значи, вака, јас обично давам доста смели изјави. Овие мои колеги сум напомнал во Италија, дури ги осудија дека дале некоја таква смела изјава. Ја повторно, сепак, 40 години се занимавам со земјотресно инженерство и ги пратам себе како што се случува. Ние земјотреси, навистина може и утре да се случи Скопскиот земјотрес. И утре. Ама ризикот е исклучително мал. Ние не можеме точно време прецизно да го одредиме, но еве јас би рекол дека дури онаа петка што ја имавме пред 5-6 години, таа петка не е голема веројатност за наредните, може би за 30 години дека нема да се случи дури ни петка. А сепак мислам, иако повратниот период е и навистина долг, негде 500 години, може да има и измеѓу некој така поголем од 5,5 магнитуда, сепак мислам дека дури нашите праунуци нема да почувствуваат што тоа да се случи така, што тоа не значи дека ние не треба да градиме добри градби и ова многу ми се допаѓа исклучително. Мислам дека делумно граѓаните добија информации и ги држиме, како да кажам, под авернес, како се вика, со информациите што вие ги давате по повод 26 јули, значи не испаѓа од нивната меморија и запомнатите луѓе, па дури тие по некоја тројка, четворка, повторно ќе не посетат. И на тоа, кога има 5-6 години, ќе почнеме да забораваме. Имаме уште многу прашања, немаме веќе време. Апсолутно, дано времето за жал ни може би го одзимам тоа. Не, затоа повикавме за да ни кажете. Иначе, после тоа по шатори беа распореди у паркот, беа луѓето добро организирани таму и сето тоа. Да, има уште приказни кои што ќе ги раскажеме до крајот на денешното издание на Македонија наутро. Професоре, тука ќе ви се заблагодариме за денешното гостување во Македонија наутро.
останува сите заедно да работиме на едукација на населението, токму за правилно постапување во случај на земјотрес, а секако ние посакуваме да не се повтори ваква трагедија, ваков настан кој што останува дефинитивно врежан во колективната меморија на сите скопјани. Благодариме, професор. Благодариме и на вас што ме поканете. Благодарим. Останете заедно со нас на музичка numera, веднаш потоа уште една актуелна тема. Скопје низ годините секако стана една од дестинациите која што странските туристи обожуваат да ја посетуваат.